Се пие ли вино на штикли или подобро е на топлуци или пак балетанки? Во најава на седмото издание на манифестацијата Вино на штикли, утрово во Македонија наутро разговараме со Владимир Куновски, еден од организаторите на овој настан. Владимир, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. На почеток би сакал да ве прашам како е подобро да се пие вино на штикли или пак на ниски чебли? Секогаш е најбитно друштвото за виното, бидејќи виното уште од предхристијанските религии се поврзува со боговите, или христијанството е со боговите, меѓутоа најнебитен е како е облечен тој што пие, меѓутоа во вино на штикли дадовме мала символика, сакаме да ги истакнеме жените, штиклата како, да кажеме, самодоверба, како елеганција на жените, став, така да малце да биде поинтересно надвор, да излеземе надвор од колосекот на виното дека се поврзува со мажите. Вечерова, како што најавив, се одржува 7 пат поред манифестацијата Вино на штикли. Што ќе понуди за посетителите? Па ќе биде 20 на мали винари, ќе има джез музика, добро расположение, како и секогаш. Ќе почнува во 7 часот, па до 12 часот. Верувам дека ќе, како и сите наназад 6 изданија, сите ќе си поминат убаво. Така, Вино на штикли промовира женска енергија во винарството. Колку е застапена улогата на жените и зошто е тоа важно за вас? Па, треба да се истакне дека сега имаме наплив на мали винари, винската култура се развива во Македонија, бидејќи доскоро не се познаваше дали се знаеше само за 3 вида на вино: розе, црвено и бело. Сега имаме наплив на мали винари, мал дел од нив се, морам да кажам, водени од жени. Даваме тука еден вид на платформа каде што би можеле да се приклучат, да се промовираат кон пошироката јавност. Имаме ли винска култура во Македонија? Па, се уште немаме како што е, например, една Италија или една Франција или Шпанија, но се учи, бидејќи доскоро големите комбинати од комунизмот беа останати, тие се уште владеат, меѓутоа сега одскоро имаме речиси 300 нови мали винари, кои што една работа е што ќе доведат до раст на економијата, друга работа е до туризмот, значи веќе ги препознаваат надвор од регионот. Владимир, колку ваквите настани придонесуваат кон промоцијата и развојот на домашните винари на регионално и меѓународно ниво? Секогаш е битна промоцијата на виното и со виното оди приказната. Најдобро таа се слуша приказната од самиот производител. И тогаш виното е многу посладко кога ќе слушнате приказната како се праени. Ме радува тоа што има нови сорти на грозје што се и нови сорти на вино и тоа што експериментираат малите винари. Така да најбитно е кога ќе се видите очи во очи со сопственикот и ќе слушнете неговата приказна. Не делат неколку часа до седмото издание на Вино на штикли, останаа ли се уште билети за вечер? Па мислам дека остана уште малку и точно тие за на врата да се купат. Еве една покана до сите љубители на виното кои сакаат вечерва во Скопје ќе се одржи 7 пат Вино на штикли. Владимир, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија. Наутро разговаравме со Владимир Куновски, еден од организаторите на настанот Вино на штикли што ќе се одржи вечерва во Скопје.